Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Чесниот Куран. Куран е име дадено лично од Бога на книгата објавена на чесниот пратеник на Исламот, која го содржи конечниот закон за човештвото. Зборот Куран значи книга која е посебно објавена за читање. Куранот е навистина најчитаната книга во светот. Овој збор исто така значи книга или порака која е наменета да биде пренесена и доставена на сите народи. Куранот е единствената објавена книга, чие доставување или порака не се ограничени на некое доба или место. Бидејќи сите други книги се наменети за одредено време и за одредени народи, Куранот представува упатство за сите времиња и за сите народи. Елиф лам мим, анеллаху аламу, јас сум Аллах сезнајниот. Ова е книга во која нема сомневање, ги упатува богобојазливите. Навистина, ова е Куран благороден, воскриена книга, сочувано. Во нив е учење кое останува цврсто и држи цврсто. Аллах објави најдобар говор, како книга, сличен и стално повторуван. Оние кои се плашат од Господарот свој ги фаќаат морници на кожата, потоа кога ќе се спомне Аллах, се смируваат и кожите нивни и срцата нивни, наклонувајќи се. Ова е Аллаховото упатство. Он со него упатува кого он сака. А оној кого Аллах ќе го остави во заблуда, него никој нема да го упати. Хамим, Хамидун, Меджидун, собственик на пофалбата, собственик на величеството. Се колнам во книгата јасна. Навистина ние Куранот го направивме на јазикот јасен, за да разберете. И навистина е тој, Куран, кај нас во мајката на книгата, возвишен и полн со мудрост. Навистина, ние понудивме аманет, доверба на небесата, на земјата и на планините, но тие одбија тоа да го пренесат и се исплашија од тоа. А совршениот човек тоа го понесе. Навистина е тој, кон себе, неправеден и не се грижи за последиците на таа одговорност. За да Аллах ги казни лицемерите и лицемерките, и иделопоклониците и иделопоклоничките, а Аллах со милоста се врати кон верниците и верничките, и Аллах најмногу опростува, и милостив е. Ти кажи, и луѓе и џинови да се соберат сите заедно, да донесат нешто слично на Куранот. Тие не би можеле да донесат слично на него, па и да си помагаат едни на други. А ние, навистина во овој Куран, за луѓето ги изнесовме сите видови на примери, но мнозинство луѓе ги одбија на неблагодарен начин. Ако овој Куран го објавивме на некоја планина, ти сигурно ќе ја видеше понижена и распукната од страв пред Аллах. А ова се примери кои ние ги даваме на луѓето, за да размислат. Зарем тогаш оној може да биде лажов, кој стои на јасен доказ од Господарот свој, а зад кого ќе дојде еден сведок, негов, и на кого му предходеше книгата на Муса, како упатство и милост. Тие ќе веруваат во него, а на дружините кои одбијат, огнот ќе биде ветеното пребивалиште. Затоа не се сомневај во тоа, сигурно тоа е вистина од Господарот ваш, но мнозинството луѓе не веруваа. А ова е благословена книга, која ние ја објавуваме да го потврди она пред неа
и ти да ја предупредиш мајката на населбите, Мека, и оние околу неа. Денес јас за вас ја усовршив вашата вера, ја надополнив благотта своја кон вас и го избрав исламот за верата ваша. А ова е книга која ние ја објавивме, полна со благослови. Следете ја, тогаш и бидете богобојазливи, за да ви биде милост покажана. А ние од Куранот ти го објавуваме она што лечи и што е милост за верниците, но тоа насилниците ништо не им зголемува, освен загуба. Пратеници. Честниот Куран потврдува дека Аллах пратил упатство на секој народ и така ја потврдил вистинитоста и исправноста на секој пратеник. Пратениците биле пратени за одреден народ во одредено време во историјата да ги упатат на Аллах. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем бил последен пратеник, носител на законите и пораките на исламот. Поради тоа ги опфаќа и заменува сите претходни книги. Пратеништвото продолжува, но само внатре во исламот. Пратениците сега се појавуваат за да ја одржуваат светлината на честниот пратеник, саллаллаху алейхи веселем, и не донесуваат нови закони. Честниот Куран го опишал не само познатиот аспект на пратеништво, туку исто така го слика и карактерот на противниците на сите пратеници. Фараонот е курански символ на сила спротивставена на секој пратеник. Аллах ги избира пратениците меѓу мелеките и меѓу луѓето. Навистина Аллах се слуша и добро гледа. Навистина, ние на секој народ испративме еден пратеник, обожавајте го Аллах и напуштете ги идолите. Потоа меѓу нив беа некои кои Аллах ги упати, а меѓу нив имаше и некои кои заслужија да залутаат. Затоа патувајте по земјата и гледајте каков беше крајот на тие што одрекуваат. И сети се, кога Господарот твој им кажа на мелеките: јас ќе поставам на земјата халифа, а тие рекоа: зарем ти на неа ќе поставиш оној кој неред ќе прави и крв ќе пролева, а ние тебе те славиме, заблагодарувајки се. Он рече: јас сигурно знам она што вие не го знаете. Навистина, ние тебе ти пративме објава, како што ја пративме на Нух и на пратениците по него. И ние оваа објава ја пративме и на Ибрахим, и на Исмаил, и на Исак, и на Јакуб, и на неговите потомци, и на Иса, и на Ејуб, и на Јунус, и на Харун, и на Сулејман, и на Давуд му го дадовме Зебур. И на некои пратеници кога веќе ти ги спомнавме, и некои пратеници кои не ти ги спомнавме, а Аллах многу зборуваше со Муса. И кога Господарот негов го искуша Ибрахим со некои зборови и тој сите ги исполни, он рече: навистина, јас тебе ќе те одредам за еден возвишен имам на луѓето. Тој замоли: и од потомство мое исто така. Он рече: да, меѓутоа, ветувањето мое нема да ги опфати силниците. А ние навистина на Муса му дадовме книга и поред сите пратеници ги испративме. И на Иса, синот на Мерием, ние му дадовме јасни докази и со Рухул Кудус го поддржавме. Па зарем, кога ќе ви дојде некој пратеник со тоа што не го сакате, ќе покажете гордост и некои од нив ќе ги одбиете, а некои ќе ги убиете. И ние, децата Израилови, ги преведовме преку море, а фараонот и неговата војска ги следеа со зла намера и непријателство. А кога тој се удави, тој рече: јас верувам дека нема Бог освен него, во кој децата Израилови веруваат, и јас сум од оние кои се покоруваат. Зарем сега веруваш? А пред тоа беше непослушен и беше од оние кои неред прават. Затоа, ние денес го спасивме телото твое, за да бидеш поука на оние по тебе. А навистина мнозинството луѓе ги занемаруваат знамињата наши. И спомни ја Мерием во оваа книга, кога таа се повлече од своето семејство на едно место кон исток. И постави перде меѓу себе и нив, и потоа ние неизе и го пративме нашиот мелек, па тој се покажа како совршен маж. Таа рече:
Јас барам заштита од милостивиот од тебе. Ако ти навистина се плашиш од него. Тој одговори, јас сум само пратеник од Господарот твој, за да ти подарам чисто дете. Таа рече, како јас можам да имам син кога ниту еден маж не ме допрел, ниту бев нечесна? Тој рече, така е тоа. И Господарот твој рече, тоа за мене е лесно и ке го направиме знамение за луѓето и милост од нас. Таа работа е одредена. И таа остана бремена и се оддалечи на едно место далеку. И породилните болки ја доведоа до стеблото на палма. Таа рече, о, зошто не умрев пред ова и воопшто да не се знаеше која сум? Потоа, еден гласник долу од неа ја повика, не жалости се, Господарот твој направи под тебе да потече извор. Истреси кон себе гранка на палма, ке паѓаат врз тебе свежи урми. Па јади и пий, и умири го своето око. Ако здогледаш некој човек, кажи, јас на милостивиот му дадов завет дека ќе постам, и затоа денес со никого нема да зборувам. Потоа таа го одведе кај народот свој, носејки го. Тие рекоа, о, Мерием, ти направи на вистина грда работа. О, сестра Харунова, твојот татко не беше лош човек, ниту мајката твоја не беше нечесна жена. Потоа таа покажа кон него. Тие рекоа, како ќе зборуваме со него, кој е дете во лулка? А тој кажа, навистина, јас сум Аллаховиот роб. Он мене ми даде книга и ме одреди за пратеник. И ме направи благословен каде и да сум, и ми нареди намаз и зекат, се додека сум жив. И направи да бидам добротвор на својата мајка, и он направи да не бидам дрзок со тврдо срце. И мир е врз мене и на денот кога сум роден, и на оној ден кога ќе умрам, и на оној ден кога повторно ќе бидам жив изведен. Ова е Иса, синот на Мерием, вистинит говор во кој тие се сомневаат. И кога Аллах од пратениците завет зема, инаку ви дадов книга на мудроста, па кога ќе ви дојде пратеник, потврдувајќи го тоа што е кај вас, вие сигурно ќе верувате во него и сигурно ќе му помагате. И он рече, дали се согласувате и дали сакате мене да ми дадете ветување? А тие рекоа, да, пристануваме. И он рече, тогаш сведочете и јас со вас сум сведок. И кога ние од веровесниците го земавме заветот нивни, и од тебе, и од Нух, и од Ибрахим, и од Муса, и од Иса, синот на Мерием, ние земавме завет цврст. Денес го завршивме вториот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. Еселаму алейкум.